Здраво, моje пријателче. Денеска јас и ти ќе одиме кон едно тајно и многу мистично патување. Само јас и ти. Всушност, дали ќе бидеме само јас и ти, ќе откриеш до крајот на оваа медитација. Но пред да отидеме таму, на ова заедничко мистично патување, би сакала прво да ги затвориш твоите очиња и длабоко да почнеш да дишеш. Полека, смирено и внимателно. Исто како да дуваме балонче со нашето стомаче. Сега, во овој момент, вдиши длабоко се до врвот на твоето носе, наполни го твоето стомаче како балонче и полека издиши го. Продолжи да дишеш нормално. А сега повторно вдиши длабоко се до врвот на твоето носе и издиши, издувај го балончето од твоето стомаче. Продолжи да дишеш нормално. И сега ќе повториме уште еднаш. Вдиши се до врвот на твоето носе, наполни го твоето стомаче како едно големо балонче и издиши, отпушти го целиот воздух. Приметуваш дека твоето тело почнува целосно да се релаксира и да се вгнездува во една удобна положба. Како што дишеш, опушти го и твоето главче. Вдиши длабоко и опушти ги твоите раменца, раце. Опушти го твоето стомаче, диши нормално. И на крај, опушти ги нозете и твоите стапала. А сега, јас ќе те одведам на едно место. И сакам да ме слушаш многу внимателно. Замисли дека во овој момент ти се претвораш во една прекрасна, голема пеперутка. Полека почнуваш да леташ високо кон небото и наоколу гледаш дека се вивнуваш над твојата куќа, над градот во кој живееш и почнуваш да леташ кон блиската шума. Стигнуваш во шумата и гледаш дека таа има толку разновидни бои, дрвја, животни, птици, инсекти и цвеќиња. Но гледаш дека има и мали џуџиња, самовели, па дури ги гледаш и твоите омилени ликови од цртаните. Знам дека знаеш кои се тие. Но во еден момент го свртуваш погледот надолу и гледаш едно повредено пиленце. Брзо почнуваш да леташ кон него и кога одеднаш, како што се симнуваш и ја допираш земјата, ти повторно стануваш ти, повторно стануваш дете. Се прашуваш како се случи се ова? Изгледа
со причина се претвори во дете, бидејќи космичкиот Бог на небото те прати да му помогнеш на ова мало пиленце. Но не знаеш како да му помогнеш, а во еден момент доаѓа една лисица, но ти и велиш: лисицо, те молам, помогни ми, јас морам да му помогнам на ова пиле. А таа ти вели: извини, ама јас не можам да ти помогнам, јас сум само една стара, изнемоштена лисица. Ама лисицо, јас сум дете, како да му помогнам на ова пиленце? Па, ако велиш дека те прати космичкиот Бог за да му помогнеш на ова пиле, тогаш може би треба да имаш вера дека ќе ти даде знак во вистинското време. И така лисицата си отиде. Во тој момент почнуваш да се сеќаваш на сите оние лекови кои што ти ги даваше мама кога беше болно. Па така во еден момент се сети, ја извади наметката од себе и го легна повреденото пиле на меката наметка. Се сврти наоколу и во еден момент вдиша длабоко и издиша се опушти со препуштеност кон сегашниот момент. Погледна кон небото и се помоли на космичкиот Бог и му кажа: Дедо Боже, универзуме, или кој и да си, таму над небото и над сите звезди, планети и созвездија, те молам, дај ми знак, помош, дај ми лек или донеси ми пријател кој ќе знае како да го излекуваме ова мало пиле, бидејќи знам дека не случајно дојдов до него. Во тој момент се случи чудо. Дојде друго пиленце со еден мелем со себе. Дојде со лек за неговото братче. Се обрати кон тебе и ти кажа: Ти благодарам што беше толку учтиво кон моето братче и му ја даде својата наметка и беше до него. Тоа е многу хумано од тебе, бидејќи јас немам рачиња. Те молам, помогни му на моето братче. Еве, донесов мелем, изчисти ја неговата рана на неговото десно крилце и намачкај го со овој мелем. А јас во меѓувреме ќе одам да најдам завој и да ја заврземе неговата рана. Пилето летна и ти почна да правиш онака како што ти кажа. Но во еден момент погледна кон небото и виде едно прекрасно, необично виножито. Во тој момент доби еден чуден внатрешен знак во себе. Дека ако почнеш да ја вдишуваш секоја боја од виножитото, на тој начин ќе му го вратиш животот на ова пиленце. Па така, ко послуша својот внатрешен знак и интуиција, ја виде црвената боја од виножитото и длабоко вдиша и ја впи во себе црвената боја. Како што ја вдиша, сега полека издиши ја кон пилето. И дај му живот преку неговата крв. Повторно погледна нагоре и сега ја вдишуваш портокаловата боја од виножитото. Вдиши длабоко, издиши, отпушти ја
кон пилето и врати ја неговата снага со Божествениот дух. И сега повторно погледнуваш кон небото. Вдишуваш од виножитото и ја зимаш сега жолтата боја. Вдишуваш длабоко, издишуваш и ја отпушташ кон неговата отворена рана. Повторно вдишуваш кон небото, сега ја зимаш зелената боја, вдиши длабоко и издиши, отпушти ја зелената боја кон пилето, а истовремено пилето почнува да мрда. Гледаш, тоа се врати во живот. Но гледаш дека не е доволно, па повторно погледнуваш кон небото и сега ја зимаш сината боја. И ја вдишуваш и ја издишуваш кон пилето. Сега веќе пилето е многу пооздравено. Почнува да се тетера, да станува и конечно ја зимаш и последната виолетова боја. Вдишуваш длабоко, издишуваш и во тој момент пилето целосно станува на нозе. Ја мачкаш неговата рана со мелемот од неговото братче и двете пилиња почнуваат среќни да се милуваат со искрена благодарност кон тебе. Го врзуваш крилото на пилето и полека го пушташ да полета. Сега сваќаш дека веќе полека треба да се вратиш назад. Се поздравуваш со пилињата и почнуваш да гледаш наоколу, но си велиш како да се вратам дома кога не можам да летам, јас сум сега повторно дете. Но во еден момент се сеќаваш на космичкиот бог и му велиш: космички богу, те молам, врати ме кај моите родители. И во еден здив ти си повторно пеперутка. Но сега не си само, бидејќи тука се и двете пилиња. Тие ти велат: не се секирај, ние ќе те одведеме дома. Ајде, дојди по нас, ќе те одведеме дома кај твоите родители. И така, сите заедно, полека почнувате да летате кон дома, вдишувајќи и издишувајќи го овој прекрасен воздух кој што струи низ високите воздушни струи. И конечно, ти повторно се најде пред сопствениот дом. Се поздрави со двете пилиња и се врати кон овој момент. Во телото, во твојот дом. Сега можеш полека да вдишаш длабоко и да го почувствуваш твојот дом. А кога ќе бидеш спремна, можеш да го продолжиш и твојот ден. И ако мислиш дека оваа медитација ќе му служи на твоето другарче, сподели ја.